Повторно се обидувате да манипулирате. Кажувате да сме пиеле некаде шампањско. Секој инвеститор кој што најавува крупна инвестиција или ќе изврши крупна инвестиција, ако покани представници на владата се појавуваат. Ние имаме подеднаков однос кон сите и со сите соодветно се однесуваме и можете да проверите дека сите инвеститори што се дојдени во Македонија се задоволни од односот на владата. Нормално, согласно менталитетот на земјата од која доаѓа, согласно сите други работи се однесуваме онака како што сметаме дека треба да се однесуваме. Јас знам дека вие, вашата партија, представниците на вашата партија, немаа многу можности да прослават отворање на некоја странска инвестиција со шампањско или слично, бидејќи немаше странски инвестиции. Бидејќи не доаѓаа крупни инвеститори. Тие бегаа од Македонија во времето кога СДСМ беше на власт. И сега, чудно ви е на вас, понекогаш ќе пресечиме лента за отворање на фабрика, понекогаш ќе се залие шампањско на свечен момент кога се почнува некоја инвестиција и разбирам дека ви е тоа чудно, бидејќи до 98 и потоа кога СДСМ беше на власт од 2002 до 2006 немаше такви мигови во кои што крупни компании ќе дојдат, ќе инвестираат, ќе најават, ќе почнат градба, ќе завршат градба, ќе вработат луѓе, ќе одбележат свечено некој настан на кој што ќе поканат и представници на владата. Или ако имало толку малку и толку незабележливо што практично не можете и не можеме да се подсетиме на тоа. Сега е чудно. Доаѓаат крупни инвеститори, се почнуваат градби, се одредуваат свечени мигови за тоа, се завршуваат, се вработуваат луѓе, се канат представници на владата, се канат представници на бизнис заедницата, се канат представници на парламентот. Луѓето се задоволни што доаѓаат. Градат една фабрика, потоа градат уште една фабрика. Еве Джонсон Мети, ако не бил задоволен, ако не сме имале соодветен однос кон Джонсон Мети, немаше да изгради втора фабрика. Тие изградија една фабрика во Македонија. Една година откако изградија, донесоа одлука, задоволни од амбиентот, задоволни од услугата на државните институции, донесоа одлука да изградат уште една фабрика. И изградија таа уште една фабрика. Вработија нови луѓе. Джонсон Контролс дојдоа, изградија една фабрика, видоа дека се задоволни од работите, видоа дека се што им било ветено од страна на државните институции им се исполнува така како што им било ветено, донесоа одлука, изградија уште една фабрика. Еве, веќе пробно производство има во технолошко-индустријската развојна зона во Штип. Трета, да речеме, Технохозе од Италија. Изградија една фабрика, година дена подоцна одлучија да градат уште една, ја почнаа ја градат 4 пати поголема од првата. Затоа што не се однесуваме добро кон нив. Затоа што не ги исполнуваме сите работи што сме ги ветиле. Немојте така. Еве Продис, која што е компанија формирана од една од најголемите, можеби најголема руски фармацевски гигант Протегруп. Изгради една фабрика, 2-3 години подоцна, пред некој ден на нивен организиран настан, објавија во април ќе почнат градба на уште една фабрика и до крајот на следната година ќе ја завршат. Па не е една, господине, не е две. Повеќето од нив јавно кажуваат дека има одличен третман од страна на властите во Македонија, од државните институции. И тоа не го кажуваат само тука во Македонија, тоа го кажуваат на секаде низ светот. Не знам дали вие знаете дека на многу од тие презентации што ги вршиме во различни градови низ светот пред многу компании, често пати доаѓаат представници на инвеститорите во Македонија што веќе инвестирале. Например, Джонсон Мети беше со нас во Токио. Представник нивни избореше на бизнисмените таму колку тие се задоволни од нивната инвестиција во Македонија. Джонсон Контролс беше во, ако не се лажам, во Чикаго. Нивни представник во Чикаго говореше пред еден голем аудиториум на американски инвеститори како тие дошле во Македонија, зошто дошле, како се чувствуваат во Македонија, колку се задоволни и дека градат втора фабрика. Значи тие станаа на некој начин и реклама за државата понатаму, затоа што се задоволни. Вие се обидувате да направите дека тоа су врата рови вака било, дека ова, дека ова. Не е точно. Сите што доаѓаат се задоволни. И следна работа. На првата тема дека не сме се однесувале вака кон домашните инвеститори и дека на нивни настани не сме присуствували, не сме им помагале. Апсолутно погрешна теза. На секој домашен инвеститор му се помага подеднакво, како и на некој странски. Исто. Затоа што за нас
сите се потенцијални отворачи на нови работни места. За нас не е важно кој од каде доаѓа, туку што ќе инвестира и колку работни места ќе отвори во Македонија. И како понатаму ќе работи во државата. Дали ќе отвори уште една фабрика, дали ќе биде задоволен и дали добро ќе зборува за Македонија. Затоа што секој нов странски инвеститор кога доаѓа, првата станица му е оди кај некој што досега инвестирал. Да го праша како е задоволен од неговата инвестиција во Македонија, како е задоволен од државните институции во Македонија. И дури потоа доаѓа во владата, откако добро ќе слушне што неговите колеги бизнисмени мислат за Македонија. И не случајно Македонија е на 25-то место во светот, рангирано од Светската банка, според Doing Business, според добрата бизнис клима. 25-та земја со најдобра бизнис клима. Така што влегувате во некои политички манипулации во кои што немате аргументи. Немате елементарни аргументи. Зошто Ставрески се појави оваму, зошто бил на Орањето, зашто бил таму? Затоа што го поканиле. Затоа што го поканува инвеститор кој што влегол во некоја инвестиција. Затоа отишол. Вие не одевте затоа што не ве канеа, бидејќи немаше кој да ве кани. Немаше инвеститори. Како ќе одите некаде кога не сте поканети? А како ќе ве поканат кога не доаѓаат во земјата? Тоа е целата работа. Така што правиме се што е во наша моќ да привлечеме инвеститори како од земјата, така и од странство. Се однесуваме максимално коректно кон нив. Им ги пружаме сите можности. Им ги даваме сите шанси согласно законот. Се бориме колку што можеме да ги привлечиме, да дојдат во Македонија, кога ќе дојдат во Македонија, да направиме се што е во наша моќ, да ги задржиме, да реализираат инвестиција. А не да ги одвратиме, не да ги наречеме вакви или онакви, не да ги навредиме, како што очигледно се обидува некој тоа да го направи. Наместо и вие како опозиција се борите за некој инвеститор да дојде, вие се борите колку што е можно повеќе да се навреди некој и да си отиде, да рече јас во оваа земја не сум пожелен. Што барам тука кога секој ден некој политичар за мене говори дека сум ваков, онаков, таков? Не е добро тоа. Се работи за вработување на нашите граѓани. Можеме ние да имаме политички разлики, можеме да се бориме за да биде нешто вака или онака во економијата, во политиката, во било што. Ама кога станува збор за луѓе кои што сакаат да инвестираат и да отворат нови работни места, на кои што работни места ќе ги вработат луѓето што немаат работа во Македонија, кои што ќе донесат нови технологии, ќе донесат нови инвестиции, ќе бидат препорака и за други инвеститори. Тогаш не треба така тесно градо партиски да се настапува да се одвраќаат инвеститорите. Не е точно тоа. Кажавте дека 0 денари било дадено. Не е точно дека е за 0 денари дадено. Зошто сте такви? Зошто измислувате? Па договорот е објавен на интернет. Вие побаравте да се објави како партија, да сте го виделе, да ваков бил договор, таков бил, криминален бил, не знам што. Мислете дека нема да се објави? Договорот се објави. Ја пашавме компанијата, се согласувате ли да се објави договорот? Се согласуваме, објавете го, нема што да крием. Го објавивме договорот, се замолкнавте. И сега мислите луѓето заборавиле, поминале 5-6 месеци од тогаш, ајде сега пак ќе кажуваме 0 е, вака е, така е. Немојте така. Договорот е јавно објавен. Го видовте, се замолкнавте кога го видовте. Не е така. Има банкарска гаранција. Има закони. Така што, уште еднаш ќе повторам, испрема Сахара Груп, која што веќе започна и со некои помали инвестиции, тие купија еден хотел во Македонија, најавуваат други големи инвестиции и према другите инвеститори. Ги спомнате вие сами Джонсон Мети, Джонсон Контролс, Даксер Мајер, Ван Хул, Кромбет и Шубер, Технохозе, Продис и други компании кои што се дојдени и према сите се однесуваме соодветно, како што се очекува од нас, коректно, согласно закон. И даваме максимум да ги убедиме да инвестираат во Македонија, тука да им биде нивната следна дестинација, а не во некоја друга земја. И покрај сите проблеми и тешкоти што ги имаме. И ве молам, направете напори. Направете напори. И вие да учествувате во тоа. Вие со вашиот однос, не да ги одвраќате, да ги привлечите доста. Ви благодарам.